Она што можам да го кажам, дека владината делегација, предводена од премиерот, е исклучително задоволна од постигнатото на вчерашниот самит и можам слободно да кажам дека Македонија е најголем добитник од вчерашниот самит, а тоа само го покажува фактот дека се препознаени реформските процеси на владата, дека е препознаен новиот дух на владата, да практично ги имплементира сите процедури и сите потребни чекори за побрзо и полесно пристапување кон Европската Унија, а со самото тоа што за живењето на македонските граѓани е битно и до фондовите на Европската Унија. Главната поента, иако слушавме различни бројки минатите денови, главната поента е дека од вкупниот грант кој што е доделен на земјите од Западен Балкан, тоа знаете се 6 земји, вкупниот грант кој што изнесува 194 милиони евра, Македонија доби 70 милиони евра. Што значи дека од вкупните пари 40% припаднаа како грант на Македонија, иако таа е само една од 6 земји, иако како број на жители е една од помалите земји. Грантот е добиен за делот на пругата према Бугарија, значи од исклучителна важност цениме ние како влада, а цени Европската Унија, е дека нашето поврзување со коридорот 8, значи коридорот 8 е врската помеѓу Бугарија, Македонија и Албанија. Вие знаете дека по коридорот 10 отприлика имаме доста развиена мрежа, но на делницата Исток-Запад таа мрежа не е така развиена и преку поддршката на овој проект Европската Унија, а ние како влада со тоа се согласуваме, сака да прати порака дека ние како земји на Балканот мораме да бидеме подобро поврзани меѓу себе. Треба повеќе да соработуваме и тоа со сите наши соседи и практично нашата комуникација се одразува преку развивањето на инфраструктурата која што треба да овозможи полесно да комуницираме, значи и како луѓе, но и како стопанство. Во рамките на самитот во Трст беа остварени и други средби. Беше остварена средба со Светска банка. Тоа беше една многу плодотворна средба. Можам да кажам дека главните поенти од таа средба беа дека Светска банка беше поприлично незадоволна од ситуацијата дека во последните 2-3 години во Македонија не е потпишан ниеден договор и дека договорите кои што биле претходно потпишани заглавиле во својата имплементација. Еве сега прва точка е дека ние тие договори ќе се обидеме да ги одглавиме и да продолжиме да ги имплементираме. Повторно станува збор за инфраструктура, повторно станува збор за коридорот 8, овој пат станува збор значи за автопатната мрежа. Исто така со Светска банка разговаравме и на тема како да даде поддршка на буџетот, односно да даде буџетска поддршка која што конечно ќе заврши кај македонските фирми. Па преку оваа мерка се обидуваме да обезбедиме средства за да ја реализираме нашата следна мерка во економската програма, а тоа е поддршка на македонската економија, која што ќе биде извозно ориентирана и која што ќе воведе нови технологии. Тие беа расположени да дадат таква поддршка и најавија дека за 2 недели ќе дојдат во Македонија специјализирано само за таа намена да работиме заеднички со нив и со нивната групација АФС, значи да дојдеме до такви мерки и да дојдеме до такви средства кои што ќе бидат директна поддршка за македонската економија.